Најпопуларниот муабет во здравството изминатите можда 10 години. Нема термини на мој термин. Нема. Следниот е текст за 5-6 месеци она. Ништо ако не упат да ти дам. Значи Господа чува, не дај Боже се разболи. Добро ве тоа мој термин шо е? Термин за дремење таму. Како може демек толку се полни болниците, сите се презафатени што следните 6 месеци не дај Боже да те заболи нешто, така? Ма немој што ви рекле овие комшите. Тие се тие реформи што се прават во Македонија. Значи секој пат кој се направи некаква реформа или ништо не менва или евентуално менва на полош. Ама битно е да се речи дека реформи се прават. Додека претходно побрзо се завршваше работа кога имаш некоја мака, то нема врска, така? Битно еве реформи правиме менва. Па за тие упатите, па то чудо некој, толку типови на упати има. Ваков упат, таков упат, онаков упат некој. Па упат без термин. А ваму реформата е уствари мој термин, демек терминот е битен кој си го договориш ти во толку сато се паре имаш болница, се парето спремно со пијаче ти е таму. Освен ако некој не дојди со упат без термин да ти седни на сепарето, тогаш нема врска ба. Ништо, дај шпицата да пуштиме. Ти осеќам дека интересен ќе биде муабет. Ајде бате, пуштај. Ако ти денес не дај Боже супатиш кон некоја болница, стигниш таму, тие ќе ти речат упошо супати овде, сега ние ќе те упатиме кај матичниот доктор. Ти дај упати да те упати пак назад кај. Пошто ако матичниот не дај амин бате, тоа е. Ама ме боли глава, ме боли нога, вежба, како ви каже оне. И сега кој не дај Боже нешто итно, тие ќе те примат, ама некој пак ќе упатат да земи упат за тебе, ме сваѓаш. Пошто 21 век, знаеш како, не е дека на истиот систем работат сите. Не е дека може да напиши тој докторот таму и да му излезе, мај да не навлегваме во технологијата од терсене, кога се судрат технологија и различни возрасти луѓе, тоа е нема полош. Што значи од таму се упатваш ти кај матичниот доктор или доктор. Матичниот ти вели батуле, термин во мој термин нема. Здравие Боже до година. Ти му викаш ама итно ми. Тој ти вели а итно ти е. Па еве ти тоа еден упат итен. Ти му викаш каков е тој итен, нели немаше време, немаше термини. И тој ти вели абе земи го ти упат и оди таму ако те примат арно, ако не здрави. Ти му викаш ами ако не завршам денес работа, колку трај тој итни? Митниот 24 сати, ама еве ти приоритетен еден, тој 7 дена трај. Што значи ако не завршиш работа итно, а голема е веројатноста не заврши, тој упат итниот не ти важи пок. Зато порно земи си приоритетен, сега кога си чекаш ден, 2, 3, тој недела дена ти трај. Така пошто си приоритетен човек, тие што имат закажвано на мој термин, што имат чекано една година, што седат входник таму, нема врска, бате, ти си овде главниот си ти приоритет. Тие биле тие упати без термин. И ова е уствари една одлична слика на системот во Македонија, кај што тие што си одат по законо, што си работат културно, што си се однесуваат и така натаму, или во случаев што закажват мој термин што чекат 200 години, можат во секој момент да бидат сменети, да бидат стапнати од овие што не се со мој термин, што не одат по закони, што земат упати итен или без термин, или еквивалентно на нормалниот живот, овие што не трпат закони многу, што си работат, што си лапат парина. И сигурно ќе се најди некој паметен што ќе речи: "Да, ама од мој термин имат предност." Да имат предност, освен ако не дојде некој јас само да праша, да влези директ низ шелтер вака внатре глата, пикникај си ја не шо прешарна мисли да заврши работа пред тебе. Тоа е тој наш систем. Правиш некаква си реформа, се фалиш, еве направивме реформа во случајов мој термин, што ни подразно ни одблиску не е доволно да ги задоволи реалните потреби на народот. И пошто си свесен дека тоа не ги задоволува, правиш друг систем што може да го заобиколи овај систем на мој термин, со што ствараш дополнителен хаос во секојдневието на здравство. Пошто ако веќе сите можат да добијат упат со термини, без термин, зашто ти е мој термин? Зашо? За ги комплицираме работите, за луѓето чекат со месеци за една снимка. Знајте море колку луѓе немат дочекано да завршат работа, или ќе чекат 100 години, ќе дојдат таму и ќе му влези некој: "Кај си жене што ми прави?" То така беше безредие, па сега со тие моите термини, твоите термини пепел направи. Тоа јас стварно немам појма од кога е тоа нешто измислено и кој го има измислено, ма валда му. Како го реши здравството, тоа е чудо некој. Та гарант има некој што ме слуша, што го годи темата и што си коментира низ дома. "Досторе ти паметен ме се знаеш, а? Ајде тебе да те видам како ќе го решиш ти." Прво и основно нема ништо поглупо од човек што се знае или што мисли дека се знае, пошто не можеш се да знаеш. Обично луѓето мислат дека се. И сега јас сум човек што сака да учи многу работа. Се ме интересира од најразлични сфери, ама никогаш не сум мислел дека уопште знам, стално мислам дека врска нема. Никогаш не сум се сметал себе си за доволно добар во било што, па камоли најдобар. Муабетот ми беше не е поентата дали си се знаен или не си. Муабетите што ги правиме тука не се научно потврдени, не се нешто за кое треба се дупниш од читање за да знаеш мислења си кажеш. Туку се работи од секојдневието, логично. И сега не знам како треба се среди здравствениот систем.
Ама знам доволно за да видам дека ова не функционира и јас и ти сите знаеме. Пошто секој еден од нас има видено мак, без разлика дали лично или за некој близок, небитно. Сите имаме видено како функционира работа. И единствениот проблем тука е што баш тие што треба да видат каква е ситуацијата во здравството никогаш немат видено. Неоти немале некоја здравствена потреба туку. Едноставно класната разлика е многу голема. Јас лично се сомневам дека било кој од луѓето што треба да направат некакви промени има заглавено во некаква државна институција, особено во помалите градови. Од проста причина што нивната финансиска позиција и позиција воопшто во животот му дозволува да си одат на приватно вебате. Тоа што тебе не ти дозвола, кој те праша, така? Тоа е та буржоазија. На крајот на денот не е џабе речен. Здравиот на болниот не му верува. Исто и со класните разлики. Ситиот на гладниот не му верува. Или да не речам богатиот на сиромајот не му верува. Нема потреба бе, пошто кога се качиш малце повисоко во животот на 10 спрат да речеме, дури и колите долу како мравки личат. Едноставно не го гледаш проблем, пошто не влијај на тебе. Исто како што наводно никој не го гледа проблемот со прајање на регионална депонија во Битола. Добро, имам едно прашање до сите тие големи луѓе, да не речам буржоазија во држава. Од ја мразите Битола? Не, искрено ве прашувам, од ја мразите Битола, што ви греши Битола? И ова не е само за депонија. Општо го гледам тоа што од кој до Скопје не така далечната 2009 година на факултет. Ко видов како стоат работите во државата и ко сватив дека Битола е буквално шутната од сите страни може. Прво ќе почнеме со дијалектот, значи ако одиш Скопје и ако почнеш да збораш на некој источен дијалект, добро, од истокот на Македонија си ти во ред. Трок ќе треба да преведваш, ама не е ништо страшно. Арно, ама ако почнеш од ова страна некој дијалект, Прилеп, Битола, Охрид и така натаму. Да не речам дијалектите од градоите од кај што е претежно извлечен македонскиот современ јазик. Збор на некој на наш дијалект, одма намќур сите го гледа. Зошто мора? Човек оди тол. Истото пример беше и во текот на образование. Истиот муабет беше ко требаше да се потпишват договори. Ко требаше на телевизија се излегва се супер, да, ама ако може малце на скопски да не ти велат ни на литературно, на скопски да си збора. Оти ако збораш на скопски дијалект во ред, само немој битолски, немој ама. Душата ги боли вака овде. И не е само јазикот. Факултети се прат сегде освен битол. А да не претерам, ако не 90-70% од кадрите во сите факултети во држава се од битол. Зависи каде како, ама огромен број од кадрите во сите факултети секаде низ држава се битолчани. Огромен број од докторите се битолчани. Арно, ама не, ако може севото Скопје да се направи, да се призагуши уште малце, да не можеш да поминиш ни пешки камоли со кола, све таму по улиците нека се начука, евентуално негде на кај истоко, по некоја фирма, по некој школа. Ва у нас кој не тркала, кај нас ѓубрето ќе го носи. Пошто ние овде за фрлање сме и сите најлоши работи ќе ги носиме во Битола, така? Пиено у ферве, ајде реке во Битола. Може да овозможва работни места за луѓето, ама никој не го кажва фактот дека голем број од нив не стигат да си ја видат пензија. Пошто е нели многу здраво и сигурно за работа е таму. Ич без гај. Тоа што единствен филтер што го имат клаено таму на тие оџаците е филтеро на сликите кои ги сликат вака дека оџаци големи. И што се труе наваму народ, тоа нема врска. Тоа што се труе почвата пелагониска, тоа исто така нема врска. Тоа што здравието е нарушено на сите, особено на тие што се таму во близина и што работат таму, тоа исто така нема врска тоа. Ама пати мој термин здравие Боже за 6-7 месеци за година ќе зака. Ич без гај. И за сето тоа е малце депонија ќе клај. Арно, ама ќе биде ултрамодерно. И добро, сето тоа е супер. Јас вервам дека вервате во тоа. Ама имам едно прашање. Кога еднаш во историјата на ова држава наша златна се има направено било што ултрамодерно по сите стандарди, најнова технологија и останало одржано? Не мора одма ми одговарате, ќе почека. Не е проблем, размислете, еве, пошто не викам јас може да грешам, може да има таква работа. Јас ја немам видено лично, еве, кажете ми. Никогаш така, никогаш и нигде, џабе думаш брат, нема да ти дојде. Не постои тоа ту, пошто прво системот нема да дозволи, друго немаме ние таа дисциплина што е потребна за да одржиме било што, камоли нешто што се работи со отров. Рачунај ти ѓубре од 18 општини да ти иди овде. Ако бевме толку модерни и напредни, ако ништо друго ќе направевме тие два камиони што се за ѓубре да не течат по пат, да не дишиме отрови барем од нив. Ќе направевме поќе камиони да има. Ќе најдевме некое друго чар. Ама ние не, ние тука ќе дозволиме депонија да се направи и не два, туку 200 камиони да ни носат ѓубре секој дневно. Ама ич без гај, сите тие отрови нема нас да не повредат. Не пошто ултрамодерно ќе биде и се ќе функционира како што треба, туку пошто ќе почнеме да се челичиме уште малку. Ќе почнеме ние радиоактивни да бидеме. Страшна работа, не знам што да речам по. Евентуално да завршам епизодата овде ние. Пошто ако продолжам да зборам ќе се изнервирам пој. А моето нервирање нема да направи реформи. За реформи треба поќе луѓе да се изнервират и тоа уствари треба да ги допри тие што треба почнат да прат реформи. Дали ќе допри не знаем. Ама тоа е, доста е за денес. Да не ви го расипвам викендот. Елате си вие па од понеделник. Па здравие Божје, може и за некоја посветла тема ќе правиме муа. Поздрав и имајте убав ден.